Во изминатиот период информиравме за низа активности на Агенцијата за развој и поттикнување на земјоделието. Последниот беше околу промоција на еден нов производ, подобрувач на почвата, кој што може да се користи и за органско производство. Цел свет е насочен кон отфрлање од употреба на пестицидите кои се докажаа дека добри се за богат род, но не и за здравието на луѓето. Областа за пронаоѓање и развој на нови видови на подобрувачи на почвата постојано се развива и благодарение на тоа се појавуваат нови висококвалитетни производи. Новиот минерален подобрувач тираграмин ги помина лабораториските испитувања и е евидентиран во листата на ѓубрива, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата во фитосанитарната управа на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Еден од подобрите начини за воведување на тие нови технологии, практики и методи е преку поставување на демонстративни опити. Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството уште во своите годишни програми поставувањето на демонстративни опити го има како една од главните цели. Денес тука во село Бистрица се собравме да започнеме една соработка. Тоа е соработката со фирмата Скопски легури, со кој имаме склучено договор за поставување на еден таков демонстративен опит со тераграмин. На различни производи ќе се истражува влијанието на овој нов подобрувач. Во Бистрица на овошките, праска, јаболко и круша, тутун во битолско, орев, пиперка и лубеница во струмица, ориз во кочанско и лозје во кавадарци кои ќе бидат следени од страна на стручни лица на агенцијата. Тераграминот е минерален подобрувач за почва, кој својата примена во земјоделието ја најде и ја испитавме прво на земјоделскиот факултет во Скопје, каде што тие покажа позитивни резултати и дадоа мислење дека може да се употребува во земјоделието и може да даде доста голем придонес. Исто така тераграминот има своји посебни својства, да кажеме со својата хидроскопност и со своите микробиолошки, значи е стерилен, може да се употребува и во органско производство. Тераграминот е со голема отпорност на температурни и атмосферски влијанија, хигроскопност и химискиот состав што го прави широко применлив во земјоделството. Се карактеризира со голема способност за впивање на вода, со што овозможува подолго задржување на влага во почвата. Со својата висока pH вредност е погоден за кисели почви и овозможува неутрализација. Ја подобрува структурата на почвата во водениот, воздушниот и топлотниот режим на истата. Подобрувачи на почвата, меѓутоа и за други активности околу земјоделството, денеска разговараме со Зоран Бардаковски, раководител на агенцијата во Битола. Добре дојдовте и ви благодарам што ја прифативте поканата. Добре најдов, благодарам на поканата, се надевам дека ќе имам одлична соработка и во иднина. Исто се надевам и јас. Да започнеме најнапред со новите подобрувачи кои што можат да се користат нели и за органското производство. Знаеме дека во последно време новите семенски материјали, новите подобрувачи кои што се користат за подобрување на самата почва во однос на преносите и на родот се позастапени се почесто во земјоделството. Меѓутоа, времето покажа дека оние пестициди, посебно кај овошките кои што се користат, не се баш толку добри по човечкото здравје. Се оди на нови препарати кои што тој момент ќе го анулираат. Како се кај на земјоделците заинтересирани за користење нови методи? Секаде во светот е тренд и потреба веќе да се внимава на оно што човекот се храни. Значи мора да се внимава на видот на храната, кој вид на храна се користи и што се користи при производството на храна. Основа е веќе во цел свет да се намали користењето на хемиски препарати, да се користат препарати кои што не делуваат штетно во човечкото здравје. Полека, но сигурно и Македонија е држава која што веќе ги прифаќа обврските согласно превземените обврски со кандидатурата за членство во Европска унија, така да и ние ќе мора постепено да намалуваме употребата на пестициди и други хемиски препарати и да вршиме замена со одобрени препарати кои имаат поинакво дејство, односно кои не делуваат негативно во здравјето на човекот. За жал во Македонија се уште владее традиционализмот и се уште нашите земјоделски производители употребуваат оние традиционални или класични препарати
кои што содржат доста хемиски соединенија кои делуваат штетно. Исто така, за жал, не се користи, не се употребува на каренца, односно онај период од последниот пат на третирање до конзумацијата, обично нешто повеќе од 20 на дена скоро за сите препарати, така што не знаеме веќе што конзумираме. За жал, тоа е тренд во Македонија, меѓутоа, како што кажав, веќе почнуваме со тестирање на нови препарати кои што делуваат поинаку, кои што не се штетни за човечкото здраве, односно за сите топлокрвни животни и луѓето. Така, например, и минатата година исто така имавме тестирање, односно поставено демонстративни опити со сличен препарат кој што содржи микро и макроелементи кои што поволно влијаат на растенијата, зеолит. Меѓутоа годинава решивме да поставиме демонстративни опити со новиот препарат кој што веќе се постави, значи како демонстративен опит, тераграминот, така што резултатите ќе ги имаме на есен, па ќе видиме какво влијание има врз растителното производство и овој препарат. Иначе и двата препарати, и двете средства се регистрирани и одобрени за примена во производството, односно се наоѓаат на позитивната листа на препарати кои што се објавува редовно од фитосанитарната управа. Агенцијата со својата примарна дејност, односно советување на самите земјоделци и припомош кога станува збор при апликацијата на многуте поволности кои што ги нуди самата држава, меѓутоа и ИПА програмите. Меѓутоа, вие не сте насочени само кон овие подобрувачи. Нели, постојано ги советувате во однос на семенскиот материјал, во однос на осигурувањето на посевите на имотите на самите земјоделци, меѓутоа и на апликацијата во однос на понудените програми од страна на владата. Каде има најголем интерес од страна на земјоделците? Точно, ние не сме само за поставување демонстративни опити или полење, така натаму. Наша цел е да обезбедиме поддршка за сите земјоделски производители да имаат здраво, квалитетно земјоделско производство кое што ќе обезбеди профитабилност на нивните семејни земјоделски стопанства и нивна самоодржливост. Тоа е основата, затоа во секој случај нашите советувања се насочени не само кон технички совети, што значат употреба на средства, агротехники, помотехнички мерки, така натаму, туку се насочени и кон други мерки кои што може да се превземат во смисол на предприемништво, рурални дејности и така натаму. Значи, сено што може да се развие како бизнис во руралната средина, а може да обезбеди профитабилност и одржливост, едно семено земјоделско стопанство да може да функционира и да работи и да заработува во рамките на своето стопанство. Имено, знаеме, нели, рурална земја сме, земјоделска земја сме поточно, каде најмногу има интерес од страна на земјоделците? Интерес во последно време има доста згоремен со оглед на тоа што има доста земјоделски површини. Значи, обработливите површини во Република Македонија се негде околу 360 до 400.000 хектари кои што се обработуваат на редовно ниво. Меѓутоа, секоја година се јавуваат и нови земјоделски производители кои имаат одредени површини, меѓутоа сакат или да променат или се сакат наново да започнат со тој бизнис и така натаму. Нашите советувања се обично во насока на што да превземат и како да превземат и кои култури би можеле евентуално да бидат профитабилни со оглед на тоа што е барано на пазарот. Сепак, поборувачката на пазарот одредува што ќе се одгледува одредена календарска година. Меѓутоа, нема некој посебен интерес за кој што земјоделците се особено заинтересирани со оглед на вариабилноста. Значи, ако оваа година, не знам, се повеќе барани доматите, следната година ќе биде лешникот, наредна година краставите и така натаму. Значи, се зависи од откупот, односно од поборувачката на пазарот. Домашниот пазар е премногу мал за да може да се задоволат сите потреби, меѓутоа тука е извозот и токму тука сега веќе не можеме ни никако да влијаеме. Нашето влијание е единствено во она што значи да ги обезбедат сите критериуми за здраво производство, да употребат и да применат добра земјоделска пракса, која што ќе го згорими квалитетот на производството и ќе им обезбеди на земјоделските производители подобар пласман, подобар извоз,
што значи повисока цена на самите производи кои што ќе ги продадат. Пред да начнам темата за осигурувањето на посевите и на родот, се наоѓаме во еден пролетен период, каде што еве денеска и утре се најавуваат и минусни температури. Ги имавме денеска, ќе ги имаме и утре според синоптичарите. Овошките расцутеа. Почната е пролетната сеитба. Во една прилика разговаравме дека доколку минусните температури не се задржат под минус 5 подолг период, нема штети, не мора да се очекуваат штети. Меѓутоа, еве, последнава актуелна состојба на што ќе се должи? Ќе имаме ли проблеми од временските услови? На ниските температури во овој период особено е подложно, негативно се разбира овоштарството. Значи, предходниот пат кога имаше пониски температури, на удар беа оние овошни видови кои што тогаш беа во фаза на цветање. Значи, тоа беа пред се некои видови на јаткасто овошје, некои видови коскесто кои што цветат пора, значи бадем, орев, кајсија и така натаму. Така да веќе од нашите увиди на терен веќе има одредено оштетување на овие овошни видови. Не може да се направи проценка колку, затоа што ево пак имаме случај кога што имаме најава и веќе имаме ниски температури, баш утре слушнав дека веќе имало и мразеви денес, така да се очекува и одредено оштетување да постои на овошните видови кои што сега се во фаза на цветање, меѓутоа и оние кои што веќе почнуваат да врзуваат плод. Значи, може да настанат големи проблеми во тој однос со оглед на тоа што во моментот јаболкото, например, е карактеристично за овој регион, кој што е сега во фаза на полно цветање, така што постои голема веројатност да имаме оштетување на цветот на јаболкото. Познато е дека доколку нема цвет, не може да има ни плод, така да станува збор за огромни намалувања на приносот, што најверојатно ќе влие на џебот на самите земјоделци. Земјоделците се веќе во тек со тоа дека треба да преземаат одредени агротехнички мерки во однос на заштитата од ваквите пролетни мразеви. Меѓутоа, осигурувањето стои како еден сегмент кој што е најзагарантиран кога станува збор за елементарните непогоди, раните мразеви. Во последно време осигурителните компании прават посебни полиси кога станува збор за земјоделството и се нудат на земјоделците. Тука и владата која што интервенираше во однос на подигнување на нивото на свеста кај земјоделецот дека неопходно е да се осигуруваат посевите. Може ли накусо да ми кажете како вие ги советувате земјоделците, што е оно што им го предлагате кога станува збор за вакви опасности кои што ги демнат? Во однос на агротехничките мерки кои што треба да се спроведат, добиваат редовно советувања, со оглед на тоа што статистички во Република Македонија имало случаеви дури во месец мај да има појава на рани мразеви. Нашите советувања се однесуваат на активни и пасивни мерки кои што може да ги спроведат земјоделските производители, меѓутоа сето тоа треба да се спроведе во континуитет за да има одредена превентивна заштита. Значи, особено се внимава на и популарна е мерката со палење на оган за чадување, значи се запалуваат растителни остатоци со самата површина на нивата, самиот чад се постигнува за некој степен повисока температура која што ги заштитува цветовите, самите дрвота од тие мразеви. Со таа мерка би требало да започнат во касните вечерни часови, кога што веќе почнуваат да се намалуваат температурите и да трае се до утринските часови кога има појава на најниски негативни температури. Исто така се практикува и мерка оросување со вода на самите дрва, овошки, меѓутоа за тоа треба да има услови, значи треба да има поставени системи и така натаму. Има и некои други мерки, например употреба на препарати, обично се оди со употреба на аминокиселини или алги, препарати на база на аминокиселини или алги, кои што не делуваат директно на заштита од мразевите, меѓутоа делуваат на зголемување на отпорноста на самата овошка, така што самото дрво, самото овоше треба да се избори за да се намали стресот кој што може да го доживее растението од раните мразеви. Што се однесува до другиот дел, односно советување на мерките што се превземаат од страна на владата Република Македонија или она што е нормална работа на секаде каде што има развиено земјоделство во светот е осигурувањето. За жал,
и покрај тоа што веќе неколку години се работи на подигање на свеста кај земјоделските производители дека е неопходно и дека во нивна корист осигурувањето, сепак интересот е не туку минимален, скоро никаков. Значи веќе секоја година се повеќе има осигурителни компании кои што во своите пакети вклучуваат и земјоделско осигурување, и тоа од повеќе видови на непогоди, меѓутоа земјоделските производители многу малку имаат интерес да ги осигуруваат своите имоти и посеви, и покрај тоа што е сето тоа субвенционирано од страна на државата и тоа со голем процент. Значи, Се извинувам, кога ќе се случи штетата, бараат обештетување од страна на државата врз база на ништо. Доколку имаат осигурување, ќе бидат обештетени, ако не повеќе, барем 90% од она што го загубиле. Каде се случува тој крах за да се развие таа свест кај земјоделецот? Па најверојатно и најголемиот проблем исплатата на штетите. Веќе се навикнати земјоделските производители, не е никаде пракса. Тоа единствено кај нас исплаќа штети за настанати елементарни непогоди. И најверојатно е тука најголемиот проблем. Значи земјоделските производители се навикнати дека државата на крајот сепак ќе ги обештети на било кој начин за настанатите штети, едноставно не сака да ги плаќаат оние минимални премии кои што се согласно правилата за исплата на осигурителните компании. Меѓутоа тоа не е начин. Секаде во светот функционира осигурувањето. Премиите се мали, така да можат 100% да бидат обештетени. Се разбира, треба да внимавате при изборот на осигурителните компании, кои што нуди, да речеме, пред се проценители кои што се во областа на делување и на функционирање на самото земјоделско стопанство. Меѓутоа, генерално, сите осигурителни компании можат да обезбедат проценители и вештаци кои што ќе проценат процентно оштетување и аналогно на тоа, зависно нормално висината на премијата, да обезбедат исплата на време на исплата на се оно што било оштетено со елементарна непогода. Постојат и други видови на осигурување, кој што е индексното осигурување, кој што нуди заштита и од намален принос од било кои причини. Значи во тој вид на осигурување не е потребно да се појави некоја си било каква елементарна непогода да се настане оштетување. Тоа едноставно се проценува согласно просечните приноси за одреден регион дека ќе имаат одредена количина и доколку се намалени, осигурителната компанија исплаќа разликата од она што се очекува како принос во таа година. Така што имаат огромни можности, меѓутоа за жал ќе речам пак не се искористени. Владата ги исплаќа тие оштети најверојатно со оглед на тоа што имајќи го преди стандардот на земјоделците, стандардот на целокупниот стандард во Република Македонија и како начин да се помогне на земјоделските производители, меѓутоа во иднина и нормални со мерките кои што треба да се превземат и согласувањето со Европска унија, ќе мора веќе да почнеме да работиме со осигурителните компании. Затоа, како што кажав, плюс е и субвенционираната премија, значи субвенционираното осигурување со повеќе од 60%, што значи дека земјоделецот плаќа еден минимален износ за да ги осигура, а добива се она што може да значи обештетување и што ќе го надополни она што го изгубил, условно речено, што ќе го изгубили, што го изгубил од самото од појавата на таа елементарна погода. Значи се нудат повеќе видови на осигурување и во растителното и во сточарското производство, така да само земјоделецот треба да избере соодветна компанија, да договари, да преговара лично со осигурителните агенти, така што самите ќе креираат полисата која што најмногу договара на конкретни случаи. Тоа е околу осигурувањето, меѓутоа владата ги помогнува или инвестира во земјоделието кога станува збор за субвенционираното производство, со мерките кои што ги нудеше во однос на набавката на опрема, околу изградбата на помошни објекти за развојно земјоделско стопанство. Тука имавме и програмата Млад земјоделец, руралната жена со поволности беше вклучена. Значи, цел тој еден спектар на понуди кои што ги имаме доведуваат во последно време до зголемено интересирање кај самиот земјоделец за проширено производство, тие стопанства, па како самостојни бизниси. Каква е состојбата годинава? Имаме ли апликации кога станува збор за овие програми? Секоја година постојат неколку програми кои што обезбедуваат
поддршка, финансиска помош пред се за земјоделските производители. Значи тоа е програмата за финансиска поддршка во руралниот развој, програмата за финансиска поддршка во земјоделството, значи на популарно начина субвенции и ИПАРД програмата. Со програмата за субвенции за оваа година се предвидени над 3 милиарди денари, значи 2 милиарди денари се обезбедуваат во растителното производство, 1 милиарда во стоечарското производство. Станува збор за огромни износи кои што треба да бидат обезбедени за нашите земјоделски производители, се разбира доколку ги исполнат критериумите. А критериумите се насочени во насока да има развојна компонента самото земјоделско производство. За жал во Република Македонија сепак на субвенционирањето има и социјална компонента, меѓутоа со тек на време постепено го добива и развоен капацитет, развојна компонента, која што овозможува проширување и оформување на земјоделството и семејното земјоделско стопанство како самостоен бизнис. Тоа е основата. Значи да се добие земјоделско стопанство самоодржливо, кое што ќе работи на сопственото земјоделско стопанство и ќе заработува во врска со тоа. Програмата за рурален развој се уште ова година не е објавена, значи оди со објавување на јавен повик, се очекува да биде објавена во наредниот период. Беше една мерка објавена минатата недела, стануваше збор за мерката која што дава поддршка за земјоделските задруги. Меѓутоа таа мерка оди консеквентно, значи на 3 пати се објавува во текот на годината за различни делови, меѓутоа и најинтересните за земјоделците мерки 121, 112 се уште не се објавени, макар што нормално кога веќе се слезе во програма ќе бидат објавени во наредниот период. Значи 112 мерката значи она што го кажавте вие, млад земјоделец, поддршка за млад земјоделец на возраст од 18 до 40 години, при што добиваат неповратни грантови до 10.000 евра, че не ги добива во средства, во пари, финансиски средства, туку ги добиваат во набавка на материјални средства кои што се неопходни за функционирање на земјоделско стопанство, значи механизација, опрема и така натаму. Додека другата мерка 121, таа содржи 5 подмерки, веќе тука се вклучени набавка на добиток, набавка на садници, набавка на механизација, модернизација на земјоделско производство, тука има и поддршка за пчеларите и така натаму. Има огромен интерес во изминатите неколку години за овие две мерки, има голем број на апликации, така што секоја година се повеќе пари се издвојуваат за овие програми со цел да се излезе во пресвет на што поголем број на земјоделски производители. Се разбира и за овие мерки треба да се зовуват одредени критериуми кои што ќе гарантира дека земјоделскиот производител едноставно се занимава навистина со земјоделство, ќе функционира и ќе функционира во иднина на тоа поле. Значи не дека утре други ден тој ќе продае премата која што веќе ја набавил, па никому ништо со земјоделството. Значи тука е таа обврска која што ќе имаат 5 години, значи од набавката на премата, што значи тоа гарантира дека барем наредните 5 години тој производител ќе се занимава со земјоделство, ќе произведува храна и ќе биде наједноставно речен земјоделец. Активен земјоделец. Ќе поставам едно прашање кое што е карактеристично за Пелагонија, иако напоменавте дека како агенција не можете да влијаете врз оној извоз и самиот откуп на одредени производи. Како житница добро стоиме, имаме и градинарски култури и останати култури кои што се одгледуваат на нашево поднебие тука, меѓутоа во минатото имавме активно производство на шеќерната репка, која што беше условена во однос на производството со затворањето на фабриката за шеќер во Битола. Меѓутоа, сончогледот кој што порано го имавме застапен на голем број на површини, сега некако послабо се одгледува од страна на земјоделецот. Се размислува ли, доаѓаат ли кај вас земјоделци кои што сакаат да се советуваат околу производството на овие две култури, кога станува збор за зголемување на тие приноси и изнаоѓање на пласман на истата култура? Така. Источно гледот и шеќерната репа спаѓа во така наречени индустријски култури. Нема тука индивидуален пласман. Значи мора да постои преработувачки капацитет кој што ќе ги откупува и преработува.
тоа е нешто слично како со тутунот. Значи, тутунските комбинати договараат, склучуваат договори со земјоделски производители и на врз база на тие договори очекуваат одреден принос, одреден производство и на тој начин функционира. Исте принципот со шеќерната репа и сончогледот. Шеќерната репа функционираше одлично заради тоа што индивидуални земјоделски производители склучуваат договор со фабриката за производство на шеќер и откупот беше загарантиран. Цените, откупот и сите други услови беа ставени на договор и функционираше целиот комплекс. Исто и со сончогледот. Значи, доколку има договори за пласман, тој ќе функционира, значи со фабрика за преработка на масло или било каков друг сончоглед, нели за конзумација и така натаму. Меѓутоа, на пазарот отсутствуваат тие сегменти во моментот, така што земјоделските производители не можат тоа да го направат и покрај тоа што климатските и почвените услови се идеални за таков вид на производство. Значи, сведоци сме во минатото дека постоje, особено одделот од селата Оптичари, Егри, Кременица, Меджитлија и така натаму, одлични услови за производство на шеќерна репа, сончоглед, маслена репа и така натаму, имаше огромни површини. И тоа веќе сите површини се пренаменети, има различен вид на производство, се разбира доколку постојат понатаму услови за рестартирање на производните преработувачките капацитети, се разбира дека во полза на земјоделецот секогаш да произведува оно што го има како пласман, оно што му е обезбедено. Сигурноста е поголема, има договор, заштитен од сите аспекти, од исплата или ненавременна исплата и така натаму, така што поповолно. Меѓутоа не зависи од самите производители во случајов, тоа зависи од индустријата, од преработувачката индустрија, која што треба да функционира и треба да обезбедува откуп на истите производи. Агенцијата во изминатиот период поставуваше, ако не се лажам, едни мерни станици кои што има намена или цел да предвидат одредени климатски промени. Како функционира сето тоа? Дали се веќе поставени, каде се поставени и какви резултати даваат? Да, согласно програма на Влада на Република Македонија, извршена е преку програма за рурален развој, набавка на агрометеоролошки станици. Минатата година се обезбедија 6 на ниво на државата, меѓутоа тоа е премал број за да имаме некои релевантни отчитувања или осликувања на состојбите во одреден регион. Меѓутоа со секоја наредна година, така предстои во програмата на владата, дека треба да се врши набавка на уште по 6 такви, сепак или коштат пари, така што кога ќе се направи таа мрежа ќе можеме да имаме некои си точни податоци кои што ќе овозможат на земјоделските производители да им се достават податоци кои што во многу ќе им помогнат во нивното земјоделско производство. Че овие станици се обезбедени со голем број на сензори кои што овозможуваат отчитување дури не само на климатски промени, на состојба со климатските услови, туку и со потребата заштита, појава на болести, појава на штетници и така натаму. Значи тоа се одлична алатка за земјоделските производители. Така што во основа на тие параметри, преку соодветни софтвери се врши и препорака што да се превзема, што може да превзема земјоделските производители при евентуална проценка дека ќе постои можда за појава на одредена болест или штетник. Така што преку систем за СМС пораки теоретски треба да се возможи испраќање до сите земјоделци, групирани нормално по категории на производство, да им се возможи да добијат таква порака со препораки што да превземат во наредниот период како превентива од евентуалната појава на болести, штетници или други евентуални промени, временски промени. Овие мерни станици се во собственост на агенцијата. И вие сте тие кои што треба тие, условно речено, СМС пораки со препораки да ги праќате до земјоделците. Меѓутоа, каква е опцијата индивидуалните земјоделства или земјоделски стопанства или земјоделци да си ги набават овие мерни станици? Па секаде во светот, секој сериозен земјоделски производител обезбедува такви агрометеоролошки станици со оглед на тоа што не се премногу скапи и секој може да ги обезбеди. Цената е зависи колку има на неа сензори, од 2 до 3, 4, 5 илјади евра. Значи не е некоја си преголема инвестиција која знаеме дека станува збор за намалување на голем број штети и која што, значи самата станица се користи голем број на години. Значи кога ќе се спредели на бројот на години колку што се користи и кога ќе се види корисноста од неа. И она што значи заштита на пари со примена на правилни средства и препарати и на времена заштита,
тоа е во секој случај сплатлива. Значи, со нашите искуства и разговорите при набавката што ги имавме на овие агрометеоролошки станици, сам се од фирмата Ождо, која што е америчка фирма, веќе скоро 90% земјоделските производители во Соединетите американски држави користат агрометеоролошки станици и користат фактички науката за да имаат профитабилно земјоделско производство. Значи, со веќе 21 век науката мора да ја користиме, сите современи научните технологии достигнување мора да се пременуваат, со оглед на тоа што самото земјоделско производство веќе преминува во неопходност. Со зголемување на бројот на населението се зголемува и потребата за храна. Значи, мора и самото земјоделско производство, кое што фактички обезбедува храна за целокупното население, мора да биде издигнато на научно ниво. Значи, со поддршка на овие технологии и науката, мора да се применат сите овие мерки за да може да имаме неквалитетно земјоделско производство кој што ги обезбедува сите квалитативни и квантитативни критериуми во однос на производството. Пролетната сеидба започна. Каква е состојбата во Пелагонија? Пролетната сеидба започна, значи се оди постепено фази во зависност од кој вид на култура во кој период се сее. Меѓутоа, се уште е рано за расадување на отворено на одредени земјоделски култури. Значи, пченката во одредени веќе региони е посејана, меѓутоа се очекува на другиот дел да биде посеен со загревање на почвата, но со зголемување на надворешната температура, која ќе загреви почвата до одреден степен, за да може да има оптимални услови за развој на пченката. Градинарското производство е во фаза на припрема на расад, односно сега се веќе поставени леи каде што се припрема расадот и обично во Пелагонискиот регион максималните крајни рокови се некаде за расадување на отворено до крајот на месец мај, така што имаме време до тогаш и климатските услови најверојатно ќе обезбедат оптимални услови за расадување и развој на тој вид на земјоделско производство. Истото и со тутунот како една поважните култури. Сожитите култури се веќе тие се од наесен, како озими ги имаме во овој регион, така што климатските услови немаат некој посебно, се што му е потребно е вода во овој период, така да Го имаат. Тоа го имаат, така да ќе видиме понатаму, ако не се појави некој подолг сушен период, се очекува да има и богата жетва. Имаме најава од Стрежево, дека веќе се работи на обезбедување на дополнителна каналска мрежа која што значи наводнување и улеснување на тој дел на земјоделците. Ме интересира каков е интересот кај пелагонискиот земјоделец за она оранжериско производство, нели, на раноградинарски култури. Со најавата на обезбедување, нели, на топлификација на битола и тој систем кој што треба да поминува од рек Битола низ Новаци со крак кон Могила па се до Битола, најавува и некои поволности за самите земјоделци за такво производство, меѓутоа во меѓувреме додека го немаме тоа, дали има земјоделци кои што пројавуваат интерес за тоа, иако знаеме дека навистина не е ефтина инвестиција да се одгледува раноградинарските култури кога станува збор, нели, за тие оранжерии кои што мора да имаат обезбедено затоплување, вода доволно колку што му треба и сите тие оптимални услови. Така, значи одгледувањето на култури земјоделски под заштитен простор може да биде во ниски тунели, високи тунели, оранжерии и така натаму. Најпопуларно е одгледувањето зависи од кој вид на култура во ниски тунели или високи тунели. Со оглед на тоа што станува збор за пластеници со фолија, каде што нема потреба од некои си дополнителни високи инвестиции, имајќи предвид дека истото е субвенционирано и поддржано од програмите од владата Република Македонија. Меѓутоа, традиционално во овој крај нема некој посебен интерес за таков тип на производство. Значи, најголемиот проблем со тој вид на производство е тоа што е потребно загревање во одреден период, што ја чини најголемата инвестиција при самото производство и најголемиот трошок. Меѓутоа, самата фолија обезбедува одредена температура, така што пред се зависи од
зимата, дали ќе биде послаба или појака, меѓутоа во одреден период, сепак по месеците јануари, февруари, каде што во овој регион се забележуваат и ниски температури, минус 30 степени и така натаму, кои што задржуваат во подолг временски период, значи 2-3 недели може да стојат, така што е потребно загревање, што се тоа го зголемува трошокот за производство. Меѓутоа, имајќи пред дека цените на овие раноградинарски производи се од друга страна повисоки, се врши одреден надомест или баланс. Меѓутоа, со тек на време, доколку постојат услови за обезбедување на загревање, на поевтин начин на загревање на овие фолии или на овие пластеници, сепак најверојатно ќе почне постепено да се развива земјоделското производство по заштитен простор, имајќи во предвид дека тоа е интензивно производство, се одвива на многу помала површина, од друга страна заработката или профитот е многу повисок и поголем. Значи има безбеден пласман, затоа што се рано стигнуваат предвање на отворено, постигнуваат повисока цена и така натаму. Значи евентуално треба да се поработи само на начин на загревање кои што ќе овозможат пониски трошоци во текот на производството. Со почвата немаме проблем, ни одговара. Почвата нема проблем, Пелегонија е богата со сите потребни неопходни елементи, меѓутоа има подобрувачи, има вештачки природни јарски ѓубри кои што ќе се користат, така што сето тоа е веќе само агротехничка мерка која што е редовна и која што не предизвикува некои се дополнителни трошоци. Повторно ќе се навратам во минатото, а ќе се однесува на оние овошни лозови насади. Своевремено ладилникот во Битола функционираше и работеше и оние овошни насади со вишна беа актуелни своевремено. Истото беше и со лозар. Ако не се лажам, имаше доволно лозови насади на територијата околу Битола. Владата и тука ги поттикнуваше овоштарите да започнат нови лозови насади бидејќи беа субвенцирани. Каква е состојбата токму конкретно овдека кај нас во Битолскиот регион? Во Битолскиот регион нема некој посебен интерес за лозови насади, макар што имаме посебно битолско поднебје за ледување, значи влезено е во сите рамки на Министерството за земјоделство и шумарство стопанство со посебни видови на винов лоза кои што може да се ледуваат во овој регион, карактеристични значи за ваков тип на поднебје. Меѓутоа нема некој посебен интерес кај барем во приватниот сектор, во индивидуалниот сектор. Точно дека порано со постоењето на комбинатите беше актуелно и производство на вишна и производство на грозје и за трапезно и винско. Меѓутоа во приватниот сектор нема некој посебен, значи станува збор само за некои одредени индивидуални насади за сопствени потреби. Најверојатно со оглед на тоа што Тиквешијата е веќе регион кој што е познат по производството на винско грозје, поедноставно најверојатно е таму да се набави. Меѓутоа и таму имат одредени проблеми при откупот на грозјето, така што најверојатно и тоа е причина што не е баш интересна и атрактивна култура да се одгледува. Во Битолско веќе постојат неколку насади поголеми од вишна, меѓутоа пак станува збор за собственост на земјоделските комбинати, така што, значи, сакам да кажам дека подрачјето одговара, меѓутоа нема интерес. Најверојатно и поради необезбеденоста со редовен пласман и откуп на вишната со оглед на тоа што таа е осетлив производ и не може да се чува долго време. Значи може да одма, штом ќе се откупи, треба да влезе во преработувачка индустрија, дали ќе се преработува во компоти, джемови или пак ќе се замрзни. Тоа е веќе друга приказна. Меѓутоа има таква индустрија во околината, меѓутоа не знам кои видови на овошки ги преработува. Значи и Цермат кој што е тука, кој што веќе работи со замрзнати плодови, така имаме и преработувачки капацитети за конзервирано овошје и зеленчук, и тоа е веќе индивидуално. Треба да излезат самите преработувачки капацитети на терен и да видат што може да се направи, кои се нивните интереси. Понатаму да се случуваат договори со земјоделците, па да се најде тука взаимниот интерес. Тоа е во однос на овошјето и во однос на лозовите насади. Во изминатиот период доста актуелно е садењето на лешникот, како нешто што е навистина, да речам, и за гарантиран откуп, интересни се во однос на високите субвенции, а е сега имаме еден сегмент на брзо растечки дрва.
Дали имаме тука интерес, дали имаме услови за тоа? Точно е, лешникот веќе е во експанзија, со оглед на тоа што имаме добри приноси, не треба премногу услови за негово чување, има добра цена и пласман нормално. Цената, не знам точно моментот на пазарот, која достигна до 1200 денари по килограм за чистен плод. Меѓутоа, интересот, барем оно што кај нас, што ја земјоделци, е огромен. Значи, да не речам секој втор, прашува кои се условите и како може да се подигне. Значи ли тоа дека не бараат многу работа, па затоа сакаат да садат лешници? Работа во земјоделство секогаш има. Има секогаш, нема некој вид кај што има помалку или повеќе работа. Значи, во воштарството има цела година работа, без разлика што дали се збор за костке, стојатка, стои било кој друга вошие. Има работа, меѓутоа тука е чувањето пред се и обезбеденоста на пласман. Значи лешникот може да стои, не треба ладилник, посебни услови, не бара за чување и тоа високата цена си го прави своето. Така да доста атрактивно овој период и им препорачуваме, значи, а сите земјоделски производители кои веќе сакале, кои имаат намера да обезбедат и услови за обезбедување документација, со која што ќе имаат повраток на 50% од средствата за подигање на нивните насади кои што се поддржани со програма за рурален развој. Што се однесува до брзо растечките растенија, има неколку видови кои што се следуваат веќе Република Македонија. Во Источна Македонија веќе има и поголеми насади од овој вид на дрва, на растенија. Има и добавувачи на посадочен материјал, така да исто атрактивно е кај одредени производители, меѓутоа за сега нема, барем во овој пелагонски регион, нема некој си поголем интерес за овие брзорастечки растенија. Условите климатските очигледно одговараат, меѓутоа дали традицијата или стравот од новости за сега не предизвикува посебен интерес кај земјоделските производители. А јас ви благодарам на учеството во денешната програма. Се надевам дека во иднина повторно ќе се видиме овдека во ова студио и ќе разговараме за новите активности на агенцијата. Ви благодарам вас. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму.